Синоќа се одржа премиерното представување на документарниот филм "Сама, осудена или заштитена" на авторката Стојне Митева, кој зборува за проблемот со семејното насилство и предизвиците со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство во, но и вон насилната средина. На промоцијата присуствуваше неговото преосвештенство викарниот епископ Стобиски господин Јаков, кој истакна дека Струмичката епархија и понатаму ќе продолжи со поддршка за шелтер центарот за заштита на жени жртви на семејно насилство. Црквата нема да биде тоа што треба да биде во овој свет ако нема чувство за луѓето кои што страдаат во овој свет. Црквата го сведочи, го проповеда Богочовекот Христос, кој што се поистоветува пред се со луѓето кои што страдаат во овој свет. Исклучително тажно е да зборуваме за било каков вид на страдање во рамките на семејството, во рамките на светата тајна брак, заради тоа што Бог го осмислил и го благословил нашето спасение да се случува во рамките на заедницата. Ние единствено во заедницата се градиме и се реализираме како личности. Заедницата е икона на Царството Небесно. Сега, зашто треба да се зборува за семејното насилство и да се работи со оваа категорија на луѓе кои што страдаат токму во рамките на семејството? Семејството од икона на Царството Небесно може да стане икона на пеколот и на страдањето. Јас сум исклучително среќен за постоењето на овој шелтер центар, не само што Струмичката епархија зема директно учество, туку заради тоа што духовниците, свештениците работат со години наназад со жртвите од овој вид и покрај некои ангажмани како духовни, како свештеник, не сме можеле да ги упатиме и да им покажеме место каде што може да најдат спас. Градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов посочи дека како локална власт и во иднина ќе го насочат своето делување кон заштита на жртвите на семејно насилство. Колку таа е погласна, колку таа е поохрабрена, толку ние ќе бидеме посвесни, секако да инвестираме, да вложуваме, а се со цел да превенираме такви појави, во конкретниот случај појава на семејно или родово базирано насилство. Општина Струмица секако дека е родово сензитивна општина. Општина Струмица е општина која што се грижи за таквите категории на граѓани. Јас ја поздравувам ова иницијатива и ова изработка на овој прекрасен документарен филм од страна на Стојне Митева, која што се погрижила навистина да допре до душите од секој од нас, да навистина си ставиме прст на глава и размислиме што се случува, нели покрај убавите работи во општина Струмица, се случуваат и такви појави за кои што сите треба да размислуваме и јас како градоначалник, целата општинска администрација заедно со Советот на општина Струмица, колку што е можно повеќе да превенираме. Авторката на филмот, новинар и гешталт терапевт Стојне Митева, истакна дека филмот има за цел да покаже, алармира и активира на поголема свесност, акција и застапување на правата и интересите на жените жртви на семејно насилство. Така, јас морам уште еднаш да напоменам дека јас играм две улоги во овој документарен филм. Од едната страна сум новинар кој што го продуцираше овој документарен филм и со леснотија го направив, од другата страна пак сум психолог и гешталт терапевт во центарот кој што згрижува жени и деца од Струмица, но за жал и од целиот регион. Не е лесно да се биде и во едната и во другата улога, бидејќи понекогаш пристрасноста да направи производ како што излезе и документарниот филм. Мора да зборуваме сите гласно во општеството за проблемот со кој што се соочува нашето општество, срамот, незаштитеноста, осаменоста на жените, но и колку ние како општество треба да се грижиме за жртвите на семејно насилство. Струмичкиот шелтер центар од друга страна пак е пример за тоа како треба секоја општина да се грижи за жртвите на семејно насилство и како да соработуваме сите со релевантните институции, полицијата, центрите за социјална работа и здравствените работници, се со цел да му покажеме на светот дека ние како општество полека се будиме, а и нашите жени полека се разбудуваат од агонијата во која што живеат, односно во семејното насилство. Снимањето и монтажата на филмот е на Кире Пиличев, а продукцијата на ТВ Канал Вис. Промоцијата на филмот е дел од програмата 16 дена активизам против родово базирано и семејно насилство, што го организира општина Струмица во соработка со граѓанскиот сектор.